Значи, што покажа системот дека не е функционален, дека не функционира државата, институциите. После трагедијата во Кочани, може ли, ова е заклучокот кој јас сега го кажувам на граѓаните. Може и вие истото, дали може, односно прашањето е дали може, истото да го кажете и вие. Па системот ни е корумпиран во целина во државата, партизиран, исполитизиран во целина, партизирани институции, без било каква одговорност. Со години се промовира неодговорноста, заштитата од партиите. Се случија многу трагедии за кои што носителите на високи државни и политички функции не понесува никаква одговорност. За ласкарци има информации дека носителите на јавни функции кои што требаше да понесат одговорност не понесува. Модуларната болница во Тетово исто така, јас во тоа време побарав да се отвори прашањето на политичка одговорност на господинот Али Ахмети. За тоа разговарав и со Зоран Заев и со Венко Филипче, тој беше министр за здравство, дека не може да се префрла одговорноста само на тие што директно раководеле со болницата, со други институции, а да не одговара носителот на највисоката политичка функција кој што ги поставува кадрите и ги штити од било каква одговорност. Тие се чувствуваат слободни, неодговорни, што и да се случи, тие не одговараат. Се разбира дека наистина ќе се постапи тогаш кога се случи сообраќајната незгода во која што исто така изгорја 45 наши граѓани во Бугарија. И тогаш во информациите кружеја имиња дека тие се под заштита на ДУИ, значи собственикот на компанијата кој што користел фалсификовани лиценци за меѓународно патување и така дале, транспорт. Сега прв пат после ваква една огромна трагедија со тешки последици, не можеме со ништо да ги надоместиме. Прв пат сега имаме обид да започнат некакви активности, да се направи една продлабочена истрага. И тука што е клучно? Клучно е улогата на јавен обвинител кој што го предложи СДСМ, го гласаше СДСМ заедно со ДУИ, тој се уште е обвинител и тој сега треба да биде гарант дека ниту е со актуелната власт, ниту со претходната која што е во опозиција и треба да работи независно, транспарентно, бидејќи од него зависи, тој е практично главен во целокупната ова предистрага или истрага што ќе се води како јавен обвинител и добро е што формира тој поширок тим од обвинители, прво не знам 7, па не знам 9, па сега 11, може би уште ќе се вклучат. Тоа е некаква гаранција дека неселективно ќе се постапува, значи прво мојот став првиот ден беше, покрај тоа што барав да се овозможи највисока здравствена заштита за сите повредени, вклучително да се активира системот за помош кој што го има Европската унија, дека мора да има кривична одговорност. Значи, кривична одговорност за сите што со правен или неправен или чинени или нечинени, дека придонеле да се случила тешка трагедија во која што животот го загубија 59 млади лица, а над 200 се потешко или полесно повредени. Се разбира дека за голем дел од нив има трајни последици. Така да ова целокупната сега состојба како се одвива, се одвива како што тоа е во стручната литература. Прво сите бевме во неверување, во шок, така натаму. Втората фаза е револт, гнев од граѓаните пошироко. И третата фаза на исти начин се случува. Сега веќе има обиди за деструкција. Значи, и тука сега се вклучуваат политичките партии. На кој начин политичките партии? Да речеме, партиите од власта сметат дека прават се што е неопходно да се расчисти, меѓутоа опозицијата вика дека е селективен пристапот,
Посебно е карактеристична улогата на ДУИ, која што сака да го блокира процесот на инициирање одговорност за нивните кадри додека беа на функција. Затоа што нема институција каде што бил носител на јавна функција од ДУИ, дека нема тука корозија. Значи, последните операции што ги започна МВР и другите институции околу гонење на тешки облици на криминал се покажа дека нема институција, ако започне некаква продлабочена истрага, да се утврди дека тука има корупција и криминал. И овие акции што беа на МВР и другите институции, и оваа војна што се отвори против политичката мафија, мислам дека ДУИ, раководството ДУИ се свесни, тие сакат сега да го блокират системот, да не функционира. И затоа вика дека тука има етнички призвук, дека ги гонат само албанците. Нема поделба по национална основа. Тие што се одговорни, треба да одговарат. Нити па по политичка основа треба да се двојат тие што придонеле за една ваква несреќа. Видете, вие велите селективна правда, опозицијата дека критикува, но тоа е факт. Значи, ниту еден сегашен актуелен функционер не одговара, не е под никакво сомнение, не е под истрага, што не е логично. Не може претходните да бидат под истрага, а во моментот кога се случува несреќата, никој да не биде осомничен и да се анализира, да се истражува како тој функционер работел и што допринел до оваа несреќа. Опфатени се, мислам дека се доста луѓе опфатени кои што имале одредени позиции. Сега е прво градоначалникот на Кочани. Актуелниот... Тој е актуелен градоначалник. Добро, градоначалникот. Актуелниот министер за економија не е осомничен. Го имаме во притвор бектеш. Не, значи селективен пристап апсолутно јас не поддржувам. Ама со ова поддржувате. Ако власта на било кој начин направи селективност, затоа ќе плати висока цена. Јас мислам дека определбата на владата или тоа што го промовираше председателот на владата дека ќе одат до крај, сега има забелешки. Ова не е крај. Ова не е одење до крај. Ова е сега почетокот на истрагата. Реков дека Доминис Литис е обвинителот. Тој треба, бидејќи е кадар или подржан од СДСМ, тој треба да биде апсолутно независен и да не трпи никакви политички влијанија. Тој е во фаза на разрешување, после ова сега се одложува таа процедура, да. Но после тоа сигурно дека ќе биде разрешен. Тој треба да биде значи, независен. И мислам дека има и актуелни носители на позиции, на функции, посебно во инспекцијските служби, во внатрешни работи, кои што исто така за нив се води постапка, затоа што обвинителот не ги кажува позициите и од која партија е. Јас колку што имам информации, доста кои што се носители на високи позиции во Министерството за внатрешни работи, дека веќе се опфатени во истрагата и тие ќе одговарат. Само бидејќи одговорноста мора да биде субјективна. Друго е објективна одговорност, која е на позиција, која е на власт, и по самото себе сигурно дека власта ќе трпи последици од тоа што се случило овој настан сега. Жал, трагичен. Какви последици мислите дека ќе трпи власта? Првенствено политички последици ќе има. Што значи тоа? Тоа значи дека ако граѓаните проценат дека има вина, има одговорност за актуелната власт, политички те последици ќе бидат на првите наредни избори. Така да апсолутно никој не е амнестиран, посебно од граѓанската одговорност од страна на граѓаните. И мислам дека овој процес, ако владата биде експедитивна, ако бара транспарентно се одвија се, ако јавниот обвинител ги опфати сите, ако направи сите што треба да одговарат, ако направи продлабочена истрага, имаме најава дека ќе се разговара најмалку со 300 луѓе, се вршат и натаму претризи, субират информации. Значи, вклучени се многу институции и верувајте дека во тие институции не се само од ВМРО ДПМН вклучени. Значи, тука, бидејќи е силна партизацијата во МВР, колку има од ВМРО вработени, повеќе има од СДСМ, од ДУИ,
во обвинителството, јавни обвинители, исто така од ДУИ, од СДСМ. Власта не може да дава налог противно на законските. Да бе од СДСМ, ВМРО ДПМН ќе беше под многу истраги, говорам кога беше на власт СДСМ. Кога беше, има логика ова. па кога беше, сега да бидеме објективни, кога беше СДСМ на власт, значи повеќе од 500 луѓе, члени на партијата на ВМРО ДПМН се опфатени со кривичен прогон, повеќе од 500. Така да не е дека Кој заврши во затвор, знаеме и сами, Груевски беше. Не, проблем пуштен, е, знаете што, да зашто побегне? беа пуштени? Меѓу другото, зашто амнестијата ја обезбеди дури со СДСМ со измените на кривичниот законник. Тие ги амнестира. ДПМН немаше ништо против околу тоа. ВМРО ДПМН не гласаше. Јас лично Но обезбедија кворум. бев со став дека не треба да се учествува во расправата, бидејќи отидоа по скрадена постапка со европско знаме, измените на кривичниот законник ги носеа и дека немаше механизам никој да се спротивстави на тој процес и сега видиме дека целиот процес на носење на измените бил коруптивен процес. Дека некој платил, а некој од власта земал огромни суми за да се изгласа таков закон. Јас јавно кога разговарам со представници од СДСМ ги прашам, меѓу толку правници, како можете СДСМ да не отворите расправа внатре во партијата и да изградите став? Дали треба да гласате за вакви промени? Тотално имаме упаѓање во правниот систем, рушење на системот и неодговорност во државата. Таа неодговорност сега исто ни се случи во Кочани. ВМРО гласаше против? Тие не гласа, колку што знам, не гласа. Зошто не гласаа против? Ако веќе биле против. Не, имаше мнозинство и без нив законот ќе поминеше. Не, ако биле против, можеле да гласаат. Можеше ВМРО ДПМН да напушти седницата, како што јас инсистирав во тоа време да не учествуваме никој, затоа што немаме механизам да го блокираме тој процес. Можеме да зборуваме 10 минути во парламентот и со тоа завршуваме. Не можеме амандмани да го блокираме со амандмани на сето на законот и одговорноста носи пред се тогаш водечката владеачка партија СДСМ. ДУИ исто така, но тие заедно се договорија да донесат измена на кривичниот закон со тешки последици. Сега замислете дека некој од тие што се стекнаа со огромни милионски суми, дека инициирале постапка за надомост на штета затоа што биле во притвор или се водила постапка неосновно бидејќи пропаднал законот по кој што требаше да одговара. Тоа е, мислам дека крајно неодговорно, неприфатливо и тука затоа платија висока цена. Сега во овој случај тоа јас без било каква воздржа кажам. Ако било која политичка партија се обиде од власта зборувам да го блокира процесот, некој да не одговара, за тоа ќе платат висока цена. И затоа мојот цврст определба е и се надевам дека и тоа што го слушаме сега ни од носителите на високи државни позиции, дека ќе расчистат до крај. И да веруваме и треба да очекуваме до крај. Значи, затоа инсистирам процесот да биде крајно транспарентен, но мораме да бидеме крајно внимателни и одговорни. Значи, не може да се води постапка под притисок на јавноста. Мора за тоа да има цврсти докази, да постои основи на сомнение за субјективна одговорност и така да се води постапката. И не знам зошто јавниот обвинител не отвори една отворена линија или не знам мејл каде што можат граѓаните и други сознанијата да ги доставуваат, да пријавуваат кој се е вклучен. Мислам дека тоа ќе биде ефектно. Знаете каква е перцепцијата дека тој јавен обвинител за кој говорите, Куцевски, не е од повика, не заврши со кариерата јавен обвинител заради тоа што ВМРО ДПМН никаде не фигурира практично во тие сега се засега осомничени некакви обвиненија, се уште не се комплетирани, предистражна или не, има членови на партијата кои се под истрага. Затоа што говорам за високи функционери. Сега знаете точно за политичката одговорност, за политичката и моралната одговорност. Тоа ќе се случи. Верувам дека секој што ќе почувствува дека сноси некаква политичка одговорност
или од морални причини, може тоа и ќе се случи, но не е сега тоа првостепено. Сега е битно да се спроведе една широка истрага, многу издржана истрага, Честна истрага, тоа очекува јавност. Тоа бараме, тоа исто и јас тоа го барам, значи без тоа навистина ќе биде проблем, затоа што оваа третата фаза, како што реков, школски пример, како реагира јавноста, сега сме во третата фаза, каде што граѓаните, значи со изострен вид ги следат сите потези на власта. И има многу критики зашто председател на владата инсистирал дека тоа е политички притисок да се расчистат работите. Ние така функционираме како држава. Јавниот обвинител кој го предлага? Владата. Кој го бира? Парламентот. Мнозинството. Министрите кој ги бира? Кој ги предлага? Државните секретари, директори се. Тој има политичка одговорност да инсистира сите да се вклучат. Ако тоа е греф, не знам, не можам да разберам да го критикуват независно, затоа што ја не сум адвокат на председател на влада, да го критикуват затоа што тој инсистирал. Тоа било мешање, какво мешање? Тој согласно уставот, законите е одговорен за состојбите во државата и мора да даде налог да ги притисне институциите да работат. Бидејќи тие се партизирани, тие чекат команда. Добро партизирани се и заради тоа тој треба да создаде амбиент, демократски, непартизирана држава. Значи тоа нема, такви реформи за кои говорите вие. Нема. Тоа го прави, ако тој, а што треба да каже председател влада, рече, ние нема да се мешаме, се повлекуваме, тоа некако работи обвинител, ништо нема да функционира. Нема да има, тогаш ќе има критика зашто председател на владата се повлекол, не ги ангажирал сите институции, не ги мотивирал, не ги мобилизирал да работат на расчистување на случајот. Заради тоа што тие не се независни, очигледно. Па добро, партизирани се рековме, тоа е нека започне оваа влада од себе. Знаете и сами, говоревме ете за случајот за Бојан Христовски неколку пати во интервјуа токму со вас. Значи, прво не сакам да навлегувам во тоа, знам дека се води постапка и резултатите треба да бидат јавно соопштени и тоа ќе, ако има било какво кршење на законот, за тоа ќе одлучи председател на влада како ќе постапи натаму. Никој не треба да биде на законот. Ако некој го повредил законот на било кој начин, тогаш за тоа треба да се сноси последици. Кој сака некој без разлика на каква позиција е или војник извршува. Овие сите треба. Инаку околу овие сега штанцање на дипломи, тоа е масовна појава во државата. И тука мислам дека се угуши администрацијата во владата, во владените институции, бидејќи десетина факултети и приватни универзитети и натаму штампаат дипломи. Тоа треба да се пресече. Јас тоа ќе инициирам и преку јавноста да се разгледа работата, поставеноста на сите овие приватни универзитети и факултети кои што дневно штампаат дипломи од високо образование, магистратури, па се до докторати. Мислам дека тоа ќе уништи државата, затоа што клучно е администрацијата да биде силна, едуцирана, таа е гарант за стабилноста на државата. Политичките гарнитури ќе се менуваат, но таа треба да биде едуцирана. По налик на Франција, таму престижно е да завршиш факултет за администрација. Ена. Да. Сега уште едно прашање на крај сме, но многу е важно. Поранеше министерството за внатрешни работи. Како ја гледате улогата на полицијата? Кога цела Македонија знаела дека се одржува некаков концерт на ДНК и ништо не сториле. Не е само тој концерт, тоа е проблем. Значи, клучен проблем тие што дале. Вие не може да очекувате министерот за економија или некој друг да знае дека некој ресторан, некој диско клуб, дека не ги исполнува основните безбедносни услови. Но полицијата знаела. Полицијата, значи, затоа има одговорност за тие што подпишале документ да ги исполнува условите. Значи, и да не подпишале. Сега говориме и да не подпишале. Ако не подпишале, можеле да реагират. Сега говориме исклучиво за полицијата. Па секој полицаец, тој
пошто јас сум раководел и со јавна безбедност, и со МВР, и со сите служби, секогаш била инструкција на полицајцот кој што оди на лице место. Тој една работа клучно гледа. Дали има план за евакуација, дали има врата, излез за евентуално пожар, експлозивна направа, или било што. Значи мора да го провери. Тоа е прашањето. Ако не го провери, или па поготово ако напишал дека ги исполнува условите од безбедносен аспект, тоа е негова одговорност. Не може да одговара ни командир, ни началник, бидејќи тој бил на лице место. Ако таква има белешка при подготвување на документацијата дека ова ги исполнува условите, овој објект за кабаре, за диско или за друга угостителска дејност, тој треба да сноси одговорноста. Не може да го проверувате. Кој ќе го провери? Дека имало врата, ама таа била блокирана и не можела да се користи. Мора да има план за евакуација и тие што вршат обезбедување треба да знаат во било каква состојба, неред, натрае, нарушување јавниот мир, треба да има човек таму да стои да отвори таа врата. За жал, не само таму, никаде во државата тоа не се правиш. И сега овој трагичен настран ги потигна сите институции. За мене што е исто така клучно сега? Се случува што се случи, мора да се направи анализа и тоа сугерирам да се направи детална анализа. Се случил настанок. Прво на кога е доставена информација дека тука има пожар. За колку време, како реагирале противпожарните единици, како реагирала полицијата, како реагирал здравствениот систем. Значи, нашите сега информации просика дека здравствениот систем исклучително добро се постави, побара странска помош, се активира помошта на Европска унија. Значи Европската унија сега не треба. Сега веќе не треба. Не, секогаш ни требала. Ни треба веќе 30 години, се обидуваме да бидеме. Не, постојано се гради некаква политика на Европската отфрлање, на секогаш негирање на јас никош не сум идејата на Европска унија заради неправдите и жртвите кои ги поднесуваме. Јас сум промотор на идејата за што побрз влез на Македонија во Европската унија. Македонија беше лидер на Балканот по демократските вредности и така натаму и сега заради неоснованите, непринципиалните блокади од Грција, Франција, сега Бугарија, че ние каснеме. Мислам дека тоа е пошироко прашање, можеме и за тоа да разговараме, но мислам дека нема политичка партија, значи имаме и политички и граѓански консенсус Македонија да биде членка на Европската унија и не треба тоа да го злоупотребиме. Да, но да не биде тоа демагогија, се согласувате, туку треба да се работи на тоа и да се решава проблемот со бугарите. Да. Благодарам за разговор. Благодарам јас.